Председателе, колеги пратеници, министре. Значи вака, јас ќе се осврнам на неколку работи што спомнавте во вашиот говор. Значи прво, спомнавте честни намери. Какви се тие честни намери кога имаме врзан подпис, што е практично вето од ДУИ? Понатаму, спомнавте, вика, пописот бил обврска на 10 години, морал да се спроведе. Ако е толку страшна обврска, зошто сите земји во Европа го одложија? Ние ќе биеме единствената земја во Европа во сред ковид криза која што ќе го спроведе. Или скоро единствената, ајде така да кажам. Понатаму, спомнувате европски стандарди. Какви се тие стандарди кога немаме дефиниции? Пак ќе повторам, ама морам да повторам за да им влезе на луѓето во глава. Значи, немаме дефиниции за пописни единици, карактеристики, немаме методологија, го немаме прашалникот, немаме најбитната дефиниција за резидентно население. Се ќе се попишува, а не знаеме како ќе се класифицира. И не држи дека тоа е дел од методологијата, што ќе се донесува со подзаконски акт. Зошто? Зошто сите закони, ама сите, на сите европски земји кои што планираат да спроведат попис оваа или наредната година, го содржат сите, ама апсолутно сите. Една нема што не содржи. Е така. Една, да, дајте еден пример, една кажете, ево, ние и таа земја, методологијата ќе ја носиме со подзаконски акт. Понатаму, околу фамозните датабази. Као прво сите знаеме дека не се ажурирани, кои се гаранциите дека до клучниот момент, што е 31. мај, ќе бидат ажурирани, и понатаму за населението кое што не живее тука, ево, например, економски карактеристики немате никакви. Значи, од кај знаете вие за луѓе што живеат у диаспората 20, 15, 25, 30 години, што работат, каде работат, образовни карактеристики, и тоа ќе се пополнува со што? Само со МБГ, само со матичен број, а другото на тепка, како ќе ви дое. И овака, значи околу подписот 2011, често го спомнавте, не успел, заради волја, заради овоно. Ајде да кажеме зошто не успеа. Значи беше саботиран од моментално вашиот коалиционен партнер ДУИ, 2011. И сите го знаеме тоа. И сега, врзаниот подпис, значи тоа е вето, мора да знае јавноста, тоа е вето. Ако резултатите не му се свиѓаат на ДУИ, они може да не стават подпис и милиони евра се фрлени у вода, тој попис не важи. Не важи. Вие имате 46 пратени, кои имат 15, а односот е 50-50. Политичката сила е 50-50. Значи, ветото кој што им го давате е единствениот начин они да ви дозволат вие да спроведете попис и тоа не гарантира ништо освен фалсификат.